Очекување за соработка, честитки за успехот. Различни реакции во Македонија по изборот на новата влада во Софија. Мицковски јавно го покани Радев на средба, а Силјановска овој пат очекува стабилен соговорник. Јавна покана за средба, желба за подобри односи, но и многу песимизам во Македонија на првиот работен ден на новата бугарска влада на премиерот Радев. Не реков дека очекувам жештување, туку кажав не очекувам подобрување. Инаку што се однесува до господинот Радев, јас кога победи следниот ден утро кога се јавив, му честитав, му посакав да имаме успешни добрососедски односи и се надевам дека со оваа влада ќе можеме да ги подобриме меѓусоседските односи, ќе може да разговараме за темите за кои што треба да разговараме. Официјално како поканите на средба? Како премиер со премиер? Не гледам причина зашто не. Не гледам причина зашто не. Еве ако ова е поканата вака, еве го поканувам. Премиерот објасни дека неговиот песимизам доаѓа како резултат на однесувањето на опозицијата која ја обвини за предавство на националните интереси. Според Мицковски се додека СДСМ коленичи пред Бугарија, напредок во разговорите нема да има. Од СДСМ очекувано контраобвинувања. Во честитката до Радев, која опозицијскиот лидер Филипче објави на социјалните мрежи, го обвини премиерот за блокада на интеграциите и креирање вештачки конфликт со Бугарија. За жал во Македонија постои криминална група предводена од Христијан Мицковски која свесно го блокира европскиот пат на земјата и создава вештачки конфликти со соседите заради заштита на својот корумпиран систем. Веруваме дека преку конструктивен диалог без прекршување на црвените линии со почитување на нашиот национален идентитет и европските принципи можеме да ги надминеме сите отворени прашања и да го забрзаме европскиот пат на целиот регион, се вели во честитката на Филипче. Честитки дојдоа и од партиската говорница на Бихачка. Да се градат добрососедски односи кои што ќе бидат во интерес на двете држави, меѓутоа да бидеме многу јасни, без било какво загрозување на македонскиот национален идентитет. Конструктивност очекува и председателката, но не се надева многу. Вели добро е што ќе имаме барем стабилен соговорник. До сега владите беа стабилни, нема одговорност, личија на оние на третата и четвртата Француска република, а ние ќе имаме соговорник стабилен со кој што ќе можеме да разговараме. Очекувате подобрување на односите? Јас можам да кажам дека секогаш бонафиде разговарам, а дали очекувам подобрување на односите ќе зависи од соговорниците. Македонија и Бугарија се во тешка комуникација од моментот кога владата на СДСМ и ДУИ го прифати францускиот предлог со кој се обврза дека ќе испорача бугари во уставот, иако за тоа немаше поддршка во македонското собрание. Вчера шефот на дипломатијата рече дека и во овој момент во Македонија нема услови за уставни измени. Александар Спасовски, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со универзитетскиот професор Васко Нумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграција. Господин Нумовски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Денеска слушнавме една јавна покана од премиерот Мицковски за средба со новиот премиер на Бугарија Румен Радев. Може ли да очекуваме реално да се случи такво нешто во брзо време? Па сосема е коректно да се честита. Бугарија е сепак наша соседна држава со која што неминовно мора да соработуваме во периодот што е пред нас. Поканата од нашиот премиер ја се гледам како еден знак на добра волја од наша страна и не гледам причина зашто истата не би била прифатена. Овие резултати од изборите и изборот на денешната влада во соседна Бугарија покажуваат дека ние после подолг временски период имаме една стабилна влада со едно стабилно мнозинство, изненадувачки за многу аналитичари кои што не предвидуваат толкава победа на партијата на поранешниот претседател, а од денеска и премиер Радев. И тоа ќе значи дека бугарската влада веројатно би била во една позиција да презема одговорност за решавање прашањата, вклучително и за прашањето за нашето билатерално прашање. Секогаш кога една партија има толку големо мнозинство, може да се очекува дека таа ќе се определи да преземе чекори кои што на краток рок би придонеле
можеби за намалување на незиниот рейтинг на домашната политичка сцена, меѓутоа со тоа ќе докаже дека навистина има еден кредибилитет за долгорочни одлуки и секако да го подобри кредибилитетот кај партнерите од Европската унија. Но во ситуација кога од другата страна имаме човек кој што ја брани позицијата дека ова не е билатерален спор, туку е однос на Скопје со Брисел, може ли да очекуваме во ситуација кога има едно вакво мнозинство, повеќе од 120, туку повеќе од 130 пратеници во бугарското собрание, да воопшто да влезе во некаков диалог и репреговарање на некои веќе воспоставени позиции? Па, ако се обидеме да гледаме од позитивната страна, сметам дека со денешниот ден завршува еден долг период на долги предизборни кампањи и официјални и неофицијални. Ние имавме 7 или 8 изборни циклуси, кои што беа предвремени на некој начин, и дури и за периодите кога владите беа избрани, сепак се водеше некоја латентна предизборна кампања, вклучително и на прашањето за Македонија. Се злоупотребуваше. Се злоупотребуваше. Сега можеме да кажеме дека тој период е зад нас, односно дека политичките партии, вклучително и премиерот Радев, веќе нема да го злоупотребуваат прашањето со Македонија во внатрешната политичка дебата, затоа што тој едноставно веќе нема потреба да се надпреварува. И онаа ситуација кога бугарските политички партии се надпреварува кој ќе биде порадикален во однос на прашањето со Македонија, веќе е дел од минатото, односно бугарската влада ќе може да се впушти во едно стабилно владење и на тој начин да веруваме дека ќе биде еден партнер за разговори со нашата влада, затоа што во минатото ние со оние влади кои што беа делумно технички или пак политички, меѓутоа со нестабилно мнозинство, немавме можност да разговараме затоа што она одговорност и прифаќањето на обврските, евентуалното прифаќање на обврски од двете страни не би било долгорочно, односно би траеле додека би траела таа влада, а сите влади беа краткорочни. Сега со ова мнозинство и со оваа стабилна влада сметам дека имаме еден релевантен соговорник. Председателот претходен сегашен премиер Радев, додека беше председател, го застапуваше онај можеби малку поригиден став, надпреварувајќи се со останатите политички партии, односно со политичките партии и тогашната влада. Сега како лидер на политичка партија и премиер сметам дека ќе биде еден соодветен соговорник со кој што ќе можеме да се впуштиме во разговор. Дали ќе има резултати или не, останува да видиме. Честитките пристигнаа, сега е време за разговори. Доколку постои волја, јас сметам дека може да се направи. Да, како што вели председателката, диалогот ќе зависи од партнерот од другата страна колку е расположен за диалог. Слушнавме денеска кои ќе бидат приоритетите на бугарската влада. Генерално тоа се владење на правото и борба со корупцијата, нешто слично како кај нас, за да може да отворат некои заглавени европски фондови. Попладнево по првата седница на влада, Радев рече дека во однос на надворешната политика ќе се обидат достоинствено да ја представат Бугарија и своите ставови да ги наметнат во сите сојузи во кои што членуваат. Иста некака изјава даде и новата шефица на бугарската дипломатија. Што може да очекуваме од шефицата на бугарската дипломатија? Била заменичка во две претходни влади, заменичка министерка за надворешни работи, меѓутоа колку ќе биде гласен нејзиниот став или сепак ќе преовладува мислењето на премиерот? Имајќи го предвид искуството на господинот Радев како председател, верувам дека тој ќе доминира во сите и внатрешните политики, како и во надворешната политика. Секако, министерката нова ќе има свое влијание. Таа не е некој кој што не го познава прашањето, не ги познава билатералните односи, напротив, таа била и заменик министер и има одредено искуство во незината биографија, работејќи во седиштето на Европската Унија во Брисел. И ако доаѓа од еден малку различен сектор, таа сепак знае како функционираат и европските институции, веруваме дека знае кои се вистинските европски вредности и веруваме дека и премиерот и министерката, како и целата бугарска влада, ќе можат да препознаат кои се вистинските интереси и на Бугарија во овој случај, односно да се направи еден обид да се заштитат заедничките европски интереси наспроти индивидуалните национални интереси. Јас очекувам дека во овие први неколку недели веројатно ќе бидеме сведоци на
условно речено потврди изјави од страна на новите представници, знаејќи дека и тие сепак треба да ја оправдаат довербата пред граѓаните. Меѓутоа после тој првичен период на адаптација, сметам дека ќе се направи еден обид за воспоставување на една директна комуникација и можеби прво на маргините на разни форуми или конференции, а подоцна и во еден директен разговор да се обиде да се направи некаков напредок. Па нели зошто да не и да дојде Радев во Скопје, како што рековме на почетокот. Сега многу интересна изјава вчера дојде од генералниот секретар на Советот на Европа овде во Скопје, на пресконференцијата со министерот Муцунски, рече дека очекува во брзо време да се најде решение за пресудите за македонското малцинство во Бугарија. Очекувате ли реално да се случи такво нешто и може ли тоа да биде некаква појдовна точка за воспоставување на тој диалог? Тоа е едно од прашањата кое што често пати е покренувано од наша страна. Како што одредени бугарски политичари често пати велат дека ние имаме отворен спор со Европската Унија, така и ова прашање е на некој начин отворено прашање помеѓу Република Бугарија и Советот на Европа, каде што таа е членка. И сметам дека во рамките на сите оние пресуди и во рамките на конвенциите кои што ги регулираат тие прашања, треба да се бара определено решение. Секако, тоа прашање, односно определена разрешница, би придонело за подобрување на билатералните односи, според мене, и имајќи предвид дека нашето прашање со Бугарија е поврзано со положбата на бугарското малцинство во Македонија, определени чекори за подобрување на положбата на македонското малцинство во Бугарија, односно своевиден реципроцитет, ќе придонесат за релаксација на односите и сметам дека тоа би било еден знак на добра волја од соседна Бугарија, дека има навистина искрена желба да се движиме напред. Ајде ќе следиме што ќе се случува и како ќе се развива оваа, барем за сега, желба за воспоставување на некаков диалог со новата влада во Софија. Нумовски како поранешен вице-премиер за евроинтеграција, веројатно и како професор на правниот факултет, веројатно ги следите случувањата со реформската агенда. Од една страна имаме опозицијата која што вели дека тапкаме во место, од друга страна го имаме премиерот кој што вели дека до јуни ќе исполниме 8 од 10 барани чекори, 2 вели заради тоа што блокира еден закон опозицијата, второто прашање поради тоа што не сака да се зголемат сметките за струја за граѓаните. На кого да се верува овде? Ќе бидеме лидери во јуни или навистина сме заглавени во реформската агенда? Не е прв пат ние да имаме вакви чекори пред нас, односно потреба да се направат определени чекори во однос на исполнување на определени услови. Ние во минатото и уште пред повеќе од 15 години имавме така наречени одредници, бенчмаркови за добивање на позитивен извештај, за добивање на визна либерализација, и тоа не е нешто туѓо. Таа техника на исполнување на определени услови е нешто што мислам дека нашата администрација веќе го има совладано како способност, и тоа е нешто што ќе ни биде потребно и во текот на самите преговори. Сега, нормално е опозицијата да критикува и нормално е да бара забелешки, меѓутоа, имајќи го предвид искуството што го споменав од претходните случаи, најдобрите резултати ние како држава сме ги постигнувале кога постои заеднички став и консензус за овие прашања поврзани со европската интеграција помеѓу власта и опозицијата. Затоа што определени закони, начинот на носење на тие закони бара поддршка и од опозицијата внатре во собранието, и доколку се направи еден отворен и искрен разговор да се види што е тоа што треба да се направи, доколку има определени забелешки од страна на опозицијата за предложените закони, тие да ги предложат, да се направи некаков компромис, тогаш со поддршка и од власта и опозицијата многу лесно ќе се усвојат сите тие закони и ќе се добијат позитивни оцени од страна на Европската комисија. Сега, за жал, ние не сме се уште во таква ситуација. Јуни е некој рок кој што се споменува, сепак има доволно време според мене да се направи чекор напред. Точно е дека Македонија е понапред од некои од државите во регионот, кои што исто така се ценат согласно нивните направени реформи во однос на реформската агенда, што е проследено и со определена финансиска помош. И јас верувам дека постои искрена волја кај нас во владата да се завршат сите работи што можат да се завршат, и истовремено Европската комисија и останатите институции соодветно тоа да го вреднуваат. Ние
сепак повторно сме во една ситуација кога е намалена довербата во процесот на европска интеграција. Меѓутоа, на крајот на денот сите тие реформи што треба да се спроведат, сметам дека ќе донесат добри позитивни резултати и придобивки за нашите граѓани и дека би требало да се вклучат сите општествени сили од администрацијата, од политичките партии, со цел тие да се исполнат. Тука, како најголема пречка е повторно разликата помеѓу политичките партии, но верувам дека преку еден искрен диалог може да се дојде до некаков консенсус. Да, од тоа исполнување нели зависи колку ќе можеме да ги искористиме средствата кои што ни ги става на располагање Брисел. Се ви велите намалена довербата во процесот на евроинтеграција во една ваква ситуација во која што се наоѓаме сега, заглавени во целиот тој процес. Колку е важно како држава да се посветиме на реформи за да ја подобриме ситуацијата дома? Тоа е нешто што би требало да го правиме без разлика какви се нашите изгледи за брз почеток на преговорите или не. Значи, самото исполнување на стандардите, на критериумите за членство е нешто што треба да ги подобри стандардите за живот за нашите граѓани. Сепак, самиот процес на приближување и самите преговори и нивната техника се така формирани што една држава кандидат во текот на преговорите со секоја спроведена реформа добива определена финансиска надомест. И сега тоа не е некаква тајна, таа политика на условување е политика која што ги мотивира државите да ги спроведат реформите и за возврат тие добиваат определена и финансиска поддршка, меѓутоа и формално прават некој чекор напред. Кај нас оно што недостасува во моментот е оној момент кога заради завршени реформи или заради направени чекори, кои што некогаш значат и компромис внатре во државата, не достигаат оние формални чекори од страна на Европската Унија, односно впечатокот е, за жал, и помеѓу политичарите, меѓутоа и помеѓу добар дел од граѓаните, дека без разлика колку и реформи да се направат, она што го имаме како резултат е различно од оно што било дел од традициите на проширувањето. Односно, сите направени реформи не се доволни за Македонија да ги почне преговорите и да ги отвори, да ги затвара поглавјата. Сега, тоа се должи на определени политички препреки, меѓутоа, доколку ние имаме еден механизам на награда доколку направиме определени реформи, нешто што слично сега се обидува да го направи Европската комисија со оваа реформска агенда, тоа сметам дека сите реформи ќе се движат многу побрзо. Да, токму тој недостиг на награда, како што рече вчера Муцунски, е причина што Македонија не е подготвена во овој момент за уставни измени, но морам да ве прашам, од друга страна еве гледаме веќе отворен процес за целосна интеграција на Црна Гора во Европската Унија, се споменува како следен чекор тоа да биде Албанија, нас веќе не ни споменуваат воопшто во тој процес во Брисел. Колку ќе биде проблем за нас ако заглавиме во овој ред и ако пред нас влезат соседите, ќе се зголемат ли билатералните проблеми и прашања за нас во иднина? Тоа е една ситуација која што одамна е предвидена, односно недостатокот на решение за билатерални спорови помеѓу држава членка и држава кандидат отвора многу ризици во иднина, особено со балканските држави, знаејќи дека речиси да не постои држава од Западниот Балкан која што нема некакво отворено прашање со некоја од соседните држави и доколку се случи дел од државите од Западниот Балкан да влезат понапред, многу е веројатно дека доколку остане ваквиот начин на одлучување со право на вето во секој чекор од проширувањето, дека таа држава штом ќе стане членка, многу тешко ќе се воздржи да не го употреби правото на вето заради некакво отворено прашање со некој од соседните држави, кои што се уште кандидати. Едно од можните решенија е сите држави од Западниот Балкан заеднички да влезат во Европската Унија, знаејќи дека и во претходните циклуси на проширување најчесто со еден или два исклучоци државите влегувале во групи. И така ќе се елиминира можноста една држава од Западниот Балкан да блокира друга држава кандидат. Она што е напредок на Црна Гора и на Албанија, сметам дека дополнително го збогатува досието на Западниот Балкан во Брисел и дека во моментот кога ние ќе ги започнеме преговорите, многу брзо ќе бидеме во состојба да се приближиме на таа условно речено група од 2 или 3 држави. Тука некаде би требало да ја ставиме и соседна Србија и да не заборавиме дека и други држави
Украина и Молдова се исто така држави кои што очекуваат членство во Европската унија. Дали Европската унија ќе се одлучи за една поголема група или за две помали групи, останува да видиме, тоа ќе зависи и од самото лидерство внатре во Европската унија, состојбата, внатрешно-политичката состојба во државите членки, пред се во големите држави членки, нас не очекуваат многу брзо, релативно и председателски избори во Франција, една од државите која што секогаш се двоуми дали искрено да го поддржи процесот на проширување или не. Меѓутоа, сметам дека доколку Македонија ги отвори преговорите, брзо би се приближила до Црна Гора и Албанија и евентуално Србија и заеднички како група би можеле брзо да напредуваме и конечно заедно да станеме членки на Европската унија. Номовски, благодарам многу за гостувањето. Благодарам ја. Вреди од коалиција преминува во партија. Реконструкцијата на влада ќе ја договараат по спојувањето. По испорачаните услови, села доби одговор дека местото му е во минатото. Ки имали пониски цени на горивата од понеделник, нов скок на цената на нафтата на светските берзи. Вреди од коалиција преминува во партија, спојувањето е најавено за утре. Еден од копредседателите Изет Меджити вели дека реконструкцијата на владата ќе ја договараат по спојувањето. По испорачаните услови пак за еден села денеска доби одговор дека местото му е во минатото. По неколку месеци консолидирање, демократско движење без алтернатива, крилото на Алијанса за албанците и самопределување, кои на два изборни циклуси настапуваа како коалиција, утре и официјално стануваат една партија, Вреди. Обединувањето очигледно ќе предизвика промени во кадровскиот состав на Вреди во владата. Веќе е известно дека министерот за социјала, Лимани, кој излезе од Вреди, нема да биде дел од владиниот кабинет по најавената реконструкција. Премиерот Мицкоски пак најави заминување на министерот за добро владење Фетаи, кој ја изгуби битката со Азир Алију во Алијанса за албанците. Сепак, Меджити ден пред Конгресот е внимателен и вели дека реконструкцијата допрва ќе се договара. Влен со ова се факторизира, станува поголемо и ќе има многу поголема абсорбциона моќ. Штом ова го заокружиме, со премиерот сме начално договорени дека ќе има реконструкција на владата, но само начално. Значи не сме ги разговарале, преговарале ни принципите, ни дали ќе останеме на овие ресори или ќе има замена на ресориве. Тие за тоа кога ќе навлеземе во тоа ќе преговараме. Меджити денеска одбегна да одговори дали Вреди во владата би го поканиле и села, кој излезе од Европскиот фронт на Дуј, но постави услови за воведување на Бедентер во Уставниот суд. Премиерот Мицкоски рече си целосно ја исклучи можноста села да влезе во владата. Убав е денот, видите, овде нема ни Бедентер, ни Уставен суд, овде има преубава енергија. Оставете ги политичарите на минатото во минатото. Сличен е и ставот и за заканите на Бујар Османи дека треба да се спречи носењето на новиот закон за правична застапеност дури и со физичка сила. Заканите на Бујар Османи само покажуваат кои се вистинските намери. Тоа е закон кој што е одобрен од страна на Венецијанската комисија дека ги исполнува сите меѓународни услови. Инаку за делото содржината на неговата изјава јас немам што да кажам, претпоставувам дека тоа е фолклор кој што во периодот што следи ќе го слушаме. Ние имаме меѓукоалицијски договор, законот е испратен во собрание и очекувам што повреду да се случи. Во Вреди го делот ставот на Мицкоски дека оваа година не се потребни предвремени избори, бидејќи политичкото мнозинство е стабилно, а има и време за економски подвизи. Датумот на формирањето на Вреди 9 мај е символичен, бидејќи остануваат посветени на европскиот концепт. На првиот конгрес во Скопје се очекуваа да се потврдат претходните одлуки при обединувањето. Меджити сами да станат копредседатели со врзан подпис, Беким Кјоко и Мимоза Муса подпредседатели, а генерален секретар Беким Сали. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Општина Карпаш ги демантираше информациите дека градоначалникот Сотир Лукровски си поднал оставка. Од општината информираат дека тој во овој момент користи боледување и е привремено одсутен поради здравствени причини. Уверуваме дека општина Карпаш продолжува да функционира непречено со целосен капацитет и посветеност кон потребите на граѓаните, велат од општината. Согласно законските процедури, надлежностите привремено ќе ги извршува членот на Советот Неделчо Крстевски, кој бил именуван за заменик градоначалник. Општина Карпаш апелира до јавноста и медиумите за разбирање и почитување на приватноста на градоначалникот и неговото семејство во овој период, се вели во информацијата испратена од општина Карпаш.
Мирена Стевановска, советничка на ЗНАМ во Советот на општина Прилеп, ја напушти владеачката коалиција и најави дека ќе действува независно. Одлуката, како што информираше на денешната седница на Советот, ја донела водејќи се од најдобриот интерес на граѓаните на Прилеп. Стевановска беше носител на советничката листа на ЗНАМ на последните локални избори. Минатата недела, пратеникот на ЗНАМ Миле Цеков ја напушти пратеничката група на ЗНАМ и мнозинството и објави дека ќе действува независно во собранието. И не можам трпам некој да ми наметнува мислења, ставови, а уште помалце да ми се диктира како да се однесувам и што да говорам. Знам дека, поготово од партијата во која што припаѓав, ќе има барања за да си давам оставка, за да на моето место да дојде друг. Но, на сите јасно, гласно, гледајќи ги во очи, им кажувам дека такво нешто нема да се случи. Не ради тоа што мене ми е битно да го задржам местото овде, туку за да не дојди друг кој што ќе биде политички послушник. Очекува намалување на цените на горивата во понеделник, но по последните настани во Ормудскиот теснет цената на нафтата на светските берзи повторно скокна над $100 за барел. Од Министерството за енергетика најавуваат продолжување на мерките ако продолжи кризата. Од понеделник нова пониска цена на горивата, очекува премиерот Мицкоски. Оптимизмот се должи на неделниот пат од над 6% на двата типа нафта, по најавата за можен договор и крај на војната меѓу САД и Иран. Но денешните напади во Ормудскиот теснет меѓу нив повторно ја вивнаа цената над $100 за барел. Сепак во пресметките на регулаторната комисија се зема во предвид неделниот просек. Јас очекувам според ова што гледам последниот 2-3 дена во понеделник ќе не поевтинуваме. За 10 дена истекуваат и владините мерки за пониско ДДВ и акцизи. Тога завршува и попустот кој ОКТА им го даде на нафтените компании. Министерката за енергетика вели дека внимателно се следи состојбата. Ако има потреба, повторно ќе се носат мерки и ќе се преговара со ОКТА. Следиме случувањата, се што се случува, секако дека ние, како што знаете, сме трети според мерките. Нашите мерки моментално се до 18 мај, што значи дека следната недела ќе видиме што ќе се случува со цените, со берзата, со војната и неколку дена пред истекот на овој рок ќе видиме до каде сме со цените и секако дека ако е потребно ние ќе преговараме и правиме се за интерес на нашите граѓани. Објавените податоци за ОКТА покажуваат дека заработката во првиот квартал им е за 10 пати повисока отколку во истиот период лани. Можна причина е поштениот продуктовод, низ кој досега поминале 30% од планираните годишни количини. Недостиг од нафта засега не се очекува, но ако се појави ќе запре испораката за граѓаните од соседството кои точат гориво кај нас. Ако војната потрае и цените продолжат да растат, премиерот вели дека ќе го намали ДДВ-то кај храната. Но опозицијата обвинува владата доцни со мерки. Цените растат, а граѓаните осиромашуваат. Трошоците за храна се зголемени за 8%. Се е поскапено. Народот едвај врзува крај со крај. Синдикалната потрошувачка кошничка во април достигна речиси 69.000 денари, а граѓаните имаат се помалку пари и се потешко преживуваат од месец во месец. Според СДСМ, владата доцне со исплатата за социјално и здравствено осигурување, затоа што пари во буџетот нема. Преземените владини мерки пак за помош на граѓаните, според премиерот, дневно го чинат буџетот по 1 милион евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Полициски службеници го обезбедуваат училиштето во Битола по заканите од 7 одделенец упатено до неговите соученици. Училишниот одбор апелира на разумност и редовно присуство на настава. Од обвинителството во Битола пак веќе постапуваат по случајот. Обвинителството во Битола ќе го проверува случајот со 7 одделенецот кој наводно се заканувал по животот на своите соученици. Во Ојо Битола пристигнала пријава за настанот. До основното јавно обвинителство Битола е доставена пријава, се вршат проверки на наводите во соработка со Центарот за социјални работи, бидејќи пријавеното дете е под возраста за кривична одговорност. Родител на малолетникот е повикан на разговор во полицијата откако училишниот менаџмент пријавил за настанот. Од СВР Битола за Сител
најавила дека се преземаат и други мерки за расчистување на случајот. Дали се точни наведените закани, од кого произлегуваат и дали можеби се вмешани и други лица, ќе покаже истрагата. Училишниот одбор побрал мерки за безбедност од полицијата. Од страна на училиштето до СВР Битола е побаран мониторинг и заштита, а навремено е одобрена поддршка од полиција, постојан мониторинг од страна на цивилни полициски службеници додека трае наставниот процес во училиштето. Одборот апелира на воздржаност, разумност и смиреност, како и редовно присуство на учениците на настава. Во јавноста се појавија фотографии пресликани од социјалните мрежи, кои учениците ги споделуваат, со текстот во кој наводно овој ученик се заканува. Во објавите го има датумот 18 мај и пишува: "Ки ги посетам за брзо". Според објавите, малолетникот по пријавата од родителите и вчерашната одлука на училиштето тој да следи наставата онлайн, повторно објавил неколку пораки на TikTok. Меѓу останатото, малолетникот наводно напишал дека не им се плаши. Директорот на училиштето за Сител вели да не се потпаја под шпекулации, бидејќи кај нив нема доказ со конкретна закана по живот, ниту списоци за одстрел како што наведуваат дел од медиумите. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција преку специјализираното оделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања поднесе обвинителен предлог против членот на обезбедувањето на премиерот за кривично дело телесна повреда која го извршил врз неговата сопруга. Според наводите на обвинителниот предлог, обвинетиот по претходна вербална расправа во семејниот дом физички ја нападнал оштетената, удирајќи ја по лицето и главата пред нивната малолетна ќерка, пошто ја фатил за вратот и започнал да ја дави. Со действијата на обвинетиот на оштетената им биле нанесени телесни повреди и предизвикана психичка вознемиреност. Оштетената успеала да се засолни во тоалет, а подоцна, додека со детето се обидувала да го напушти домот, обвинетиот им го одзел и оштетил нејзиниот мобилен телефон. Заедно со ќерката побарале помошка и соседка, која ги примила во својот дом. Обвинителството бара продолжување на мерката притвор поради опасност од бегство и можност обвинетиот да стане недостапен на органите на прогонот, како и поради постоење реални околности дека може да го повтори делото, велат од обвинителството. Државните институции информираа дека нема македонски граѓани на крузерот каде беше потврден хантавирус и се регистрирани неколку смртни случаи. Од Институтот за јавно здравје велат дека следат состојбата и ги имаат потребните реагенси. Нема македонски државјани на крузерот каде се појави епидемија на хантавирус. Од Институтот за јавно здравје информираа дека ја следат состојбата и за сега нема простор за паника. Институтот за јавно здравје подготвен со протоколи доколку има потреба од било каква реакција, а воедно ги поседува потребните реагенси, опрема, кадар, методологија за диагностика, доколку повторно ќе кажам, има потреба, но да потенцирам уште еднаш дека граѓаните можат да бидат во моментот спокојни. Тие завела дека хантавирусот не е нов и претходно бил регистриран во Македонија, но се работело за европско-азискиот тип, кој се пренесува преку глодари, а страдаат бубрезите. Од 2015-та, кога почнал да се детектира кај нас, сме имале 32 случаи, а 3 лица починале. Американскиот тип пак на овој вирус, кој е откриен кај патниците на крузерот, а може да се пренесува и респираторно помеѓу луѓе, не е евидентиран во земјава. Без разлика што во моментов не постои ваков тип, не е диагностициран барем во моментов, препорачуваме граѓаните да имаат високо ниво на хигиена, особено да избегнуваат храна од магазини, од пазари, семки, сончогледи, конзерви. Како институт препорачуваме у нас задолжителна дератизација што треба да ја прават општините 2 пати во годината да биде спроведена адекватно и соодветно. И од СЗО смируваат дека ситуацијата со овој вирус не може да се спореди со COVID. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have 5 confirmed cases so far, but this is not the same situation we were in 6 years ago. A serious incident. WHO assesses the public health risk as low. Холандска брачна двојка и германски државјанин почина од хантавирус на брод кој плови во Атлантикот, а во недела треба да се закотви во Тенерифе. Неколку европски држави пријавија сомнителни случаи. Александар Динев, Сител телевизија. Председателката Силјановска, пратеници министри, но и амбасадори денеска го собира отпадот низ Скопје. За жал, малкумини им се приклучија во акцијата. Генералка Викенд ќе трае до крајот на неделата низ целата држава.
Ги стави ракавиците и тргна во акција. Од кеот на Вардар преку улиците и парковите до дворот на законодавниот дом, председателката собираше отпад фрлен од несовесни граѓани. Добра инспирација. И мислам дека е многу добро секој ден да го почнуваме вака, имитирајќи ги јапонците. Предпоставувам, знаете дека тие прво зачистуваат тамо каде што живеат, а кога се овде, дури и околу нашите згради, а потем одат на работа. Ова мора да стане филозофија на животот. Председателката на терен не чистеше сама. Со црни кеси во рацете ѓубре собираа министри, градоначалници, амбасадори и стотици волонтери, со што официјално започна акцијата Генералка Викенд. Организаторите велат дека истата праќа порака дека животната средина е заедничка одговорност. Денес во сите 80 општини плюс градот Скопје над 80.000 волонтери чистат и тоа е многу важно затоа што во оваа акција се приклучени и основните училишта, но приклучени се и средните училишта, што значи дека се создава една навика и една пракса. Како и секоја година од како живеам во Скопје, со големо задоволство учествувам во ова значајна акција. Генералка е импресивен македонски бренд. Илјадници посветени волонтери низ целата земја чистат на секаде и се грижат за животна средина. Акцијата ќе заврши за 2 дена, но отпадот и понатаму е предизвик кој бара континуирани мерки, а не само еднократни иницијативи. Вреќите со ѓубре се наполнија, дел од локациите се исчистија, но прашањето кое се поставува е колку време ќе помине пред јавните површини да се наполнат со отпад. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во продолжение